Здраво, здраво, дечиња! Јас сум учителка Верче, работам во градинката Ангел Шајче во Куманов. Праќам голем поздрав на сите вас. Денес сакам заедно со вас да ја разгледаме книгата под наслов Спротивности. Текст на господја Аријана Кендел, илустрација на господин Франсис Ровира и да видиме што интересно има во неа. Насекаде околу нас може да видиме две нешта како овие две мечиња, кои се потполно исти. Можеме да видиме и две нешта што се слични како на оваа слика. Но може да видиме и две нешта што се многу, ама многу различни едно од друго и затоа велиме дека се спротивни, дека се спротивности. На сликава гледаме гавра во која боја? Така е, во црна боја и јаглен, и јагленот е во која боја? Во црна. Така. Спротивно на црна боја е белата боја. Така е, бел може да биде снегот, може да биде бел и мечето. Може да кажеме и обратно. Спротивно на белиот снег, белото мече е црниот јаглен и црниот гавран или црната боја. Значи, практично деца, секое едно нешто има нешто спротивно од него. Пример, ова детенце пие топло млеко. Спротивно од топло е ладно и обратно. Спротивно од ладно е топло. Може да погледнеме на масава што има. Значи има бомбони, чоколади, шеќер. Тоа се е така е сладко. Додека солта, маслинките, сендвичот се солени, така е. Значи, спротивно од сладко е солено и обратно. Спротивно од солено е сладко. Едно прашање. Сендвичите какви се? Солени или сладки? Размислете. Така е, тие се солени, а сладка е тортата со шлак. Ако ги погледнеме заедно нилскиот коњ и жабата, што може да забележиме? Размислете. Така е, нилскиот коњ е многу голем, додека жабата е мала. Значи, спротивно на големо е мало и обратно. Спротивно на мало е големо. Еве, ако нацртаме едно дрво и имаме цвеќе. Што мислите? Што е поголемо? Дрвото или цвеќето? Размислете и одговорот кажете го на мама или на тато. Кога се облекуваме лесно и во кратки ракави? Така е, во лето. А кога се облекуваме многу, па ставаме и капа на глава, шал околу врат и ракавици на раце. Кога е многу студено. Кога? Тоа е кога е зима. Значи, спротивно, деца, од лето е зима и обратно, спротивно од зима е лето. Ако ги погледнеме овие две слики, што забележуваме? На оваа слика е прикажано дека е ден, сонцето свети на небото и мечето може слободно и убаво да си чита книга, додека ноќе на небото што има? Месечине и ѕвезди.
Дали може да се чита ноќе? Не, не може. Кога се спие деца? Дење или ноќе? Така е ноќе. Значи, спротивно од денот е ноќта и обратно, спротивно на ноќта е денот. Ако деца многу се забавуваме, ако се играме со снег, ако играме криенка или ако слушаме некоја приказна, тогаш ни е многу забавно. Но ако само седиме и ништо не правиме, тогаш ни е многу, како? Здодевно, деца. Значи, обратно од забавно е здодевно и спротивно од здодевно е забавно. На ова слика гледаме две дечиња. Ова детенце скока на каков душек? Така е. На дебел душек. А ова детенце држи каков душек? Тенок душек. Значи, спротивно на дебел душек е тенок душек. И обратно, спротивно на тенок душек е дебел душек. Така е. Ако гледаме слика кај што има многу бои, кај што се нацртани планини, потоа реки, па сонце каде грее, кај што има многу зеленило, кај што има многу цветиња, за таа слика велиме дека е многу убава. Додека ако гледаме сиво дека е се, дека е извалкано, тогаш што велиме? Дека е грдо. Значи, спротивно на убаво, деца, е грдо. И обратно, спротивно на грдо е убаво. И сега имате задача да нацртате со вашите боички, тоа да ги употребите сите боички. Да нацртате една многу убава слика, што ќе ве подсетува дека спротивно на убавото е грдото и обратно. Ако живеете до некоја улица кај што поминуваат многу возила, кај што поминуваат многу луѓе, тогаш ќе слушате многу голема врева. Но ако отидете на некоја полјанка и ако си легнете, и околу вас има само цвеќиња, тогаш можете да ја слушнете што? Така е, тишината. Значи, спротивно, деца, од вревата е тишината. И обратно, спротивно од тишината е вревата. Кога врне дожд, по улиците има кал. И ако не внимаваме, нашите чевли може да бидат какви? Така е, извалкани. Но, ако внимаваме, може да ни бидат какви? Така е, чисти. Значи, спротивно од валкано е чисто. И обратно, спротивно од чисто е валкано. Ако отидеме во градинка со полна кутија колачиња и ги поделиме со своите другарчиња, што ќе се случи со полната кутија? Размислете. Така е, за час ќе стане празна. Значи, спротивно од полно е празно. И обратно, спротивно од празно е полно. Ако се сретнеме со некој кошаркар, што може да забележиме? Дека тој е многу висок. Додека момчињата и девојчињата се многу ниски, но тие уште раснат и можеби тие ќе пораснат и ќе станат високи, но сега се како? Ниски. Значи, спротивно од ниско е високо и обратно, спротивно од високо е ниско. Ако ги гледаме косите на девојчето и на машкото, што може да забележиме? Дека девојчето има долга коса, машкото има спротивно од долга е кратка коса. Така е. И обратно, спротивно од кратка коса е
долга, така е. Овде има јаже, ова јаже какво е? Долго, спротивно од долго јаже имаме овде какво? Кратко. Така. Е сега вака. Кога е многу студено, што носиме на нашето вратче? Размислете и погледнете на слика. Така е, шал. Значи, спротивно од ладно е топло, а кога е топло, што правиме за да се оладиме? Така е, користиме лепеза за да се оладиме. Значи, спротивно од топло е ладно и обратно. Ако ги гледаме змијава и црвчето, што може да забележиме? Дека змијава е долга, а црвчето е кратко. Значи, спротивно од долго е кратко и обратно. Спротивно на кратко е долго. На оваа слика гледаме слон и глувче. Слонот каков е? Така е, слонот е многу голем, додека глувчето е мало. Значи, спротивно од големо е мало, и обратно, спротивно од мало е големо. На оваа слика гледаме што? Што е ова? Така е, тоа е сладко, а ова е спротивно од сладко е солено. Така е, сендвичот е солен, додека чоколадата, јаготките се сладки. Се надевам, дечиња, дека научите дека спротивностите можат да се видат насекаде околу нас. Довидување, дечиња!